Во време кога Македонија е зафатена од топлатен бран со високи температури, градоначалникот на град Скопје им подели на граѓаните шишиња со ладна вода. Тој информираше дека оваа акција се спроведува неколку години поред во соработка со Скопскиот Црвен крст. Оваа година градот Скопје на Црвениот крст на град Скопје му донира 500.000 денари за набавка на вода за пиење за граѓаните на градот Скопје. Таа вода за пиење Црвениот крст заедно со градот Скопје ја делат на оние места кај што има многу луѓе, значи на пазарите, на автобуските станици, онаму кај што многу се движат луѓето, значи им подарува по едно шише вода за да ми можеле полесно да го поминат топлиот бран. Трајановски повторно упати препорака до градежните компании кои што се ангажирани од град Скопје да работат со скратено работно време, со што би се избегнале несакани ситуации како резултат на работата во периоди од денот кога е многу топло. Трајановски очекува компаниите да ја почитуваат оваа препорака, посочувајќи дека и градската администрација ќе има променето работно време. Инаку министерот за труд и социјална политика Спиро Ристовски денес истакна дека препораките мора да бидат почитувани од страна на работодавачите затоа што ќе има засилени контроли, а ќе се изрекуваат и казни. Во акцијата за делење на вода се вклучени 50 волонтери на Црвениот крст, кои што се обучени да даваат и прва медицинска помош и транспорт на изнемоштени лица, истакна Сузана Тунева-Пауновска, секретар на Градскиот Црвен крст. Таа додаде дека досега немаат некоја посериозна интервенција. Досега немаме никаква посериозна интервенција, значи мобилните тимови досега имаат направено неколку транспорти на стари изнемуштени лица кои што не биле во состојба да дојдат до своите домови, а останатите значи граѓани се задоволни од тоа што значи поддршка со ладна вода, флаери за тоа што можат да го прочитаат како да се однесуваат при ваков вид на природна катастрофа. Инаку во текот на ваквите екстремно топли денови се препорачува граѓаните да останат повеќе во затворени простории, пред се климатизирани, а при неопходен престој на отворен простор да најдат можност за почести одмори по сенка. Исто така потребно е да се носи светла и лесна облека и да се конзумираат повеќе течности отколку храна. Инаку температурата денес во Македонија ќе се движи од 34 до 40 степени под сенка, а зголемено ќе биде и UV зрачењето.